дали еден од најважните документи во македонската историја Асном ќе биде ретуширан или избришан? Кои делови од Асном, од преамбулата и од уставот се проблематични? На Пресинг ТВ разговараме со историчарот и професорот Новица Велјановски. Господине Велјановски, пре мене го има манифестот од Асном. Од колкава важност е овој документ за Македонија и за македонците? Па видите, манифестот на Асном е значаен, меѓутоа со него се прокламирани одлуките кои што се донесени на првото заседание на Асном. Инаку на првото заседание на Асном се донесени 9 државнотворни документи. Сите тие немаат исто значење, меѓутоа како пакет сите тие имаат значење бидејќи со нив се прогласи создавањето на новата македонска држава на вистина тогаш во рамките на Југословенската федерација. Сега прашањето е дали тие документи. Прво, не се само тие. До сега веќе од Асном се објавени 7 томови, како овој што е пред мене, вакви 7 томови на документи. Сите тие од работата на собранијата на Асном, од работата на поверенство и така. Сето тоа е еден материјал кој што ја црта сликата на Македонија како држава и сега веќе како самостојна држава, како Република Македонија. Вашето прашање, ако треба конкретно да се одговори, според мене, мислам дека тешко може да се најде место во новиот устав според новите критериуми. Така. Кому и што пречи во Асно? Па видите, тоа е едно прашање кое е историско прашање. На грците, да речам јас, доста им пречи тоа што ние сме самостојна држава. Главно тие секогаш се залагале за тоа да на овој простор нема држава ако може да се поврзат со северните наши граници и републики, отколку да се поврзат со Република Македонија, бидејќи сметаат дека на некој начин би се создале некакви територијални претензии, а тоа не е точно. Меѓутоа повеќе е една грчка обсесија со македонството и со опасноста од север, поточно со словенската опасност од Грција. Така, премиерот најави дека ќе се реагира во преамбулата на Уставот со зајакнување на конститутивните елементи на државноста преку Асном, а тоа се одлуките за самоопределување, самобитност и самостојност. Што конкретно ова значи? Па, според мене, тешко може да се направи преамбула во која што Асном би бил доследно застапен како државотворен елемент. Заради тоа што во ниту еден документ не се зборува за друго име, освен за името Македонија. Најчесто е споменувано во документите името Македонија, некаде е додадена демократска федерална Македонија, но главно се зборува за името Македонија. Но никако не би можело сега да се додаде север. Ако ние сега го менуваме името Македонија во друго име, тогаш не гледам како автентично ќе биде застапено новото име, како Асном ќе биде застапен во новото име. Северна Македонија. А дали можеби на Грција и на Бугарија им боде очи оној дел од манифестот каде се говори за бришање на границите кои разделиле брат од брат, македонец од македонец? Спорно ли е ова за нашите соседи? Веројатно. Тоа е точно. Бидејќи обединувањето на македонскиот народ е тема, главна тема, не само во текот на Народно-ослободителната војна 1941-1945, туку и по 1945. Македонското раководство до осамостојувањето на Македонија и по осамостојувањето на Македонија никогаш не се има откажано од обединувањето на македонскиот народ. На делот се остана под Пиринска Македонија, делот се остана под Егејска Македонија. Од друга страна, во Грција се разви напоредно
ослободително движење. Меѓутоа, тоа ослободително движење на некој начин беше окарактеризирано како пуч на македонскиот народ и затоа македонскиот народ настрада во таа војна и беше протеран од границите на Егејска Македонија и сега тоа се враќа некако како настан за кој што ние сме виновни, а тоа не е точно. Деловите од македонскиот народ сакаат да се бореле за независност и за создавање на сопствена држава. Така, дали со договорот со Грција се гарантира македонскиот идентитет и јазик или тој ќе ни биде само за по дома, додека пак надвор повторно ќе бидеме северно македонци, ќе зборуваме на некаков северно македонски. Да, мислам така ќе се случи. Не може да се гарантира, бидејќи притисокот врз Македонија, за македонците, за македонската држава, како и да се вика, ќе остане и понатаму. Ќе остане и ќе се настојува колку што е можно да се брише терминот македонски од сите можни инструменти. Така што не верувам дека македонскиот јазик ќе ја задржи тој постулат што го имал до сега во светот на ваков начин со менувањето на името Македонија. Исто така и историјата. Ако се формира некоја комисија, како што е најавено во договорот, која што ќе треба да каже ова може, ова не може, тогаш све што ќе произлезе од овој простор, од овој терен, за грците ќе биде дека не може. Така, ќе цитирам една изјава на министерот за надворешни работи Димитров. Тој, објаснувајќи го договорот, вели дека кога Грк во Солун или во Атина ќе каже ама и ние сме македонци, мислат на друг концепт. Дали тоа значи дека двајца браќа, едниот роден во денешна Македонија, а другиот на територијата на Северна Грција се различни македонци? Тоа така може да се толкува. Тоа не е во ред. Например, тие македонци кои што беа во Егејска Македонија и кои се протерани, некои дојдоа во Вардарска Македонија, некои отидоа во источно европските земји, некои се вратија повторно во Грција, но се вратија откако се декларира присилно дека се Грци, тие не можеш да ги раздвојуваш, бидејќи се од иста крв и од месо. И не гледам тука како би биле истите македонци. Тоа се прави намерна разлика дека тамо нема македонци. Целта е на грчката политика и на овој договор да докаже дека во егејскиот дел од Македонија нема македонци, дека има само грци. И ние како македонци можеме да се бидеме северни македонци надвор од границите на Грција. Така, дали со договорот со Грција постои опасност македонското малцинство во Грција и Бугарија од малцинство да стане диаспора, иако тоа знаеме се сосема различни поими? Ами, најверојатно така ќе се случи. Проблемот за диаспора сепак е нешто сосема друго, бидејќи таа диаспора која што е во Соединетите Американски држави, која што е во Австралија, која што е во другите земји, во Европа или надвор. Ти од економски или од други причини заминале таму, но овие се матично населени. Но се чувствуваат како македонци. Така. Овие што ќе останат во Грција не можат да бидат диаспора, бидејќи ќе немаат право да се чувствуваат, да се декларираат како диаспора. Јас мислам дека тешко дека може да бидат и диаспора. Бидејќи за диаспора треба да ги признава и државата кај што се тие, кај што десува, а ја не верувам дека Грција ќе ги признава. Така, и дали можеме да го наречеме манифестот на Астон за првиот македонски устав? Можете вие да го покажете како изгледал документот? Точно е тоа. Еве овде кога ги имаме сега збирката на покажете која што е направена тогаш, еве може камерата да ја зумира, која што е направена 44-та година и во неа се внесени најважните документи кои што ги имате вие, тие се преобјавувани. Меѓутоа и на почетокот реков, сите документи немаат исто значење. Најважно уставноправно значење има решението со кое АСНОМ се прогласува за највисоко законодавно и извршно тело на македонската држава. Според тоа АСНОМ
година и пол останува највисоко и законодавно и извршно тело врши функција и на влада. Зошто е тоа направено? Поради рационализација на состојбите, бидејќи било уште војна, не се знаело како ќе се одбива крајот на војната и што ќе се случи понатаму, и затоа понатаму уставоправно значење има и решението со кое што се признава дејствувањето на главниот штаб на Народно-ослободителната војска. Главниот штаб презеде многу активности, донесе манифест за идната борба и за идното уредување на Македонија како држава, и сето тоа беше нужно највисокото представничко тело АСНОМ да го верифицира, и тоа го верифицира. И има уште неколку помалку или повеќе кои што имаат уставоправна. Дали дополнително присуството на странски делегати му даваат легитимитет на целиот процес? Според мене да. Од сите големи сили има представници целото време на првото заседание, и на второто, и на третото. Тие представници ги имаме и од Советскиот сојуз тогаш, ги имаме и од Соединетите американски држави и од Велика Британија, највисоки воени личности. Тие и го поздравуваат заседанието и го поздравуваат прогласувањето на новата македонска држава. Никој не реагираше за тоа. Дури на второто и третото заседание имаме представници и од Бугарија, и од Србија, и од другите држави, меѓутоа во меѓувреме тие работи нешто се променило. И за крај да резимираме, значи одлуките за АСНОМ никако не може да се однесуваат за Република Северна Македонија. Според мене не може. Не може, бидејќи во сите одлуки се зборува за Македонија, а не за Северна Македонија. Тоа е битното прашање. Господин Велјановски, ви благодарам за разговорот на пресента. Ви благодарам и јас и се надевам на успех.